По повеќе од 2 децении, најави и ветувања, конечно почна изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Машините и багерите излегоа на терен, со што официјално е означен почетокот на изградбата на втората фаза од автопатот меѓу Македонија и Косово. Ова е историски момент. Поврзувањето на двете земји ќе значи подобра економија, подобар транспорт и подобра размена. Премиерот Христијан Мицкоски појасни дека делницата ќе има значење и за поврзувањето со европските транспортни коридори 8 и 10. Ние денеска отпочнуваме да градиме иднина за нашите млади, бидејќи во политиката политичарите се минливи, ги ценат по она што ќе остават позади себе и делата кои што ги оставаат позади себе. Ние, како политичари во оваа наша македонска влада, мислам дека ќе оставиме капитални проекти, капитални дела кои што ќе ја одредат иднината на државата и ќе обезбедат иднина за младите. Проектот е вреден повеќе од 200 милиони евра и го гради домашната компанија Гранит. Автопатот Скопје-Блац треба да ја зајакне врската меѓу Скопје и Косово и да ја позиционира Македонија како важна транспортна точка во регионот, вели вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Имаме 5 тунели, 4 галерии, 11 моста, со се помали објекти, вкупно над 40 објекти треба да се изградат на оваа делница. Овој проект е еден од најтешките и најсложените автопати кои што се гради на планинско-ридски терен. Ова инвестиција е особено значена затоа што преку Косово не поврзува со Албанија, со пристаништето Драч, со Црна Гора и со Србија. Косовскиот премиер Курти потсети на бројките. Илјадници граѓани секојдневно ја минуваат македонско-косовската граница, а само преку преминот Елесхан годишно поминуваат околу 54.000 камиони. Овој автопат, овој проток ќе го направи побрз, посигурен и поефикасен. Истовремено ќе им даде на нашите бизниси поголеми можности за да ги движат стоките, за да ги развијат пазарите и да создадат нови партнерства. Изградбата на автопатот е потпомогната и со поддршка од Европската Унија. Придонесот на Европската Унија не е само финансиски, туку е вкупна поддршка за постигнување на заедничките цели, поврзување на Балканската рута со Европската транспортна мрежа, поддржување на одржив економски развој и креирање можности за фирмите. По изградбата на актуелните автопатски проекти продолжува и изградбата на стратешката делница од коридорот 8, од Бокојчани до Кичево. Оваа делница ќе го поврзе Бокојчани со автопатот Кичево-Охрид. Се очекува овој автопат да биде пуштен во употреба на почетокот на следната година. Со тоа ќе се подобри поврзаноста, ќе се олесни патувањето и ќе се забрза изградбата на целиот коридор 8.